Денешниот прес го посветуваме на последните случувања кои што се предизвика од соопштението на Стејт Департментот за ставање на црна листа на градоначалникот на општина Струга Рамис Мерко. Ние сакаме да подсетиме дека Државната комисија за спречување на корупција по сопствена иницијатива, а врз основа на наоди изнесени во медиумите, отвори предмет за струшкиот градоначалник Рамис Мерко во мај 2019. Притоа, Државната комисија констатираше дека градоначалникот свесно и намерно ја злоупотребил својата службена положба и овластување и со пречекорување на границите на јавното овластување презел действија спротивно на начелата на законитост и интегритет, на јавниот интерес и на интересот на општината, при што нанел штета на буџетот на општина Струга и на буџетот на државата и прибавил противзаконска корист за себе и за друг. Врз основа на констатираните наоди, кои беа подкрепени и со наодите од конечниот извештај на Државниот завод за ревизија, Државната комисија за спречување на корупцијата до јавното обвинителство на Република Северна Македонија на 18 ноември 2019 година поднесе иницијатива за поведување постапка за кривично гонење на службеното лице Рамис Мерко. Во иницијативата беа содржани и бројни наоди кои што беа и дел од конечниот ревизорски извештај. Од јавното обвинителство на Република Северна Македонија на 4.12.2019 година не известија дека иницијативата е доставена на надлежност на Основно јавно обвинителство Струга за натамошно постапување. На 4.12. ДКСК 21 година ДКСК испрати ургенција до Основното јавно обвинителство Струга со цел да добие одговор дали е постапено по иницијативата. Оттаму на 11.2.2021 година не известија дека иницијативата ја доставиле на надлежно постапување на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, бидејќи Рамис Мерко се товари за нанесена штета на буџетот на општина Струга и буџетот на Република Северна Македонија при вршење на јавни набавки. Основното обвинителство за организиран криминал и гонење на организиран криминал и корупција издал наредба до единицата за корупција при Министерството за внатрешни работи за натамошно постапување. Па така на 4 август 2021 година од единицата за корупција при МВР добивме барање за доставување документи, пошто постапивме по тоа барање, односно ги доставивме бараните документи. Од тука натаму не знаеме што се случува со предметот, освен последното известување од координаторот од јавното обвинителство, Републичкото јавно обвинителство, кој што по овој повод прашавме што се случува понатаму со предметот и ни вели дека во јавното обвинителство во тек е увид и проверка во постапувањето по предметите и од тие причини не сме во можност да ви ја доставиме бараната информација во моментов. Значи, ова е најпоследната информација од Републичкото јавно обвинителство. Од Републичкото. Да. Ова е од денес. Од вчера побаравме да видиме што се случува и тоа е последно што ни кажа дека не може да споделат повеќе податоци. Исто така, значи паралелно, Државната комисија за спречување на корупцијата на 18 ноември 2019 достави и пријава и до Судскиот совет на Република Северна Македонија за работењето на председателот на Основниот суд Струга поради сомнеж за политичко влијание врз судијата кој постапувал по барањата од должникот општина Струга за зголемување на минимум средства за извршување на основната дејност на општината, бидејќи за две решенија со иста фактичка состојба и исти образложени причини донесени се различни одлуки. Само да ви појаснам, од 2010 година општина Струга работи со блокирана сметка и минимумот за функционирање на општината го определува судот. За да може да се изврши набавката на возилата, потребно е тој минимум да биде зголемен. Години за ред, од 13, 14, 15, 16 се бара од судот зголемување на тој минимум, меѓутоа во 2017 година
побарање нели на градоначалникот Мерко, тој минимум е зголемен. Значи, при непроменети услови, минимумот за функционирање на општината бил зголемен. На 20 мај 2021 година Државната комисија за спречување на корупција доставува ургенција до Судскиот совет, имајќи предвид дека поминал подолг период од доставувањето на пријавата. Судскиот совет на 7 јули 2021 година по доставената ургенција не известува дека по извршените проверки во електронската архива таков предмет не е пронајден. За ваша информација, еве го предметот, представката што сме доставиле со картонче дека е доставница дека е примено во Судски совет. Значи овако сакате изумирајте го и како сакате. Значи ние имаме доказ дека предметот, представката во Судски совет е примена. Па и тоа е прашање се. Зашто е битно ова? Затоа што во одговорот, што не ви кажете? Затоа што во одговорот вели дека по извршените проверки во електронската архива таков предмет не е пронајден. И сега тоа кај нас создава сомнеш и затоа се потрудивме пред јавноста да докажеме дека ние си имаме доставница која што ни гарантира дека предметот стасал до Судскиот совет. Што се однесува до наводите за председателот на судот во конкретниот случај, предметот е застарен, тоа кажува Судски совет, бидејќи решенијата биле издадени во 2016 и 2017. Значи, во времето кога ние сме го доставиле предметот не бил застарен, затоа што не биле поминати 3 години. Потоа предметот исчезнува, иако имаме доставница дека сме го доставиле, но во меѓувреме кога треба да ни одговорат по ургенцијата, велат дека предметот застарел. По добиените одговори од надлежните институции во Државната комисија за спречување на корупција, постапката по овој предмет е запрена, затоа што ние реално веќе немаме што да постапуваме. Сме дали иницијативи, сме дали препораки и тоа е од наша страна толку. Затоа, почитувани, сакам да истакнам дека во изминатиот период од 4,5 години Државната комисија за спречување на корупцијата само од меѓународниот фактор добива директна потврда за оправданоста на активностите кои ги презема и за ажурноста на комисијата во овој состав, која преку своето работење, независност и непристрасност вложува сериозни напори да се задржи и зајакне интегритетот на институцијата, а со своето залагање за правилно разбирање на принципите и доследно владење на правото, направи сериозен исчекор во сегментот во кој работи.